Пандемијата со коронавирусот ја намали наплатата на даноци во дел од општините во земјава, за да изнајдат решение како да ги мотивираат граѓаните да ја извршуваат оваа нивна обврска. На заедничка маса вчера седнаа градоначалниците на Гостивар, Тетово и Куманово. Доколку не се исполни општинскиот буџет со финансиски средства, велат дека нема да можат да ги вратат долговите. Сме направиле огромен број на инвестиции, меѓутоа тие инвестиции на крај на денот треба да се покријат. Како да се покријат тие долгови? Ние треба да земаме од граѓаните приближно од даноци околу 7-8 милиони евра, а должиме 5 милиони евра, затоа да ги сензибилизираме, да им кажеме дека сите инвестиции што се прават, практично парите се собираат од тоа што плаќаме даноци. Тоа зависи од видот на даноците. Има даноци кои се изворни на општината, кои се од дури до 20% од тоа што е предвидено. Даноците кои се трансферирани, се собираат од централната власт и се трансферираат како такви, тоа е поголема наплата, али тие што се изворни до 20-30% зависи од видот на данокот, али многу е ниска до 2021 година. Како планирате да се зголеми? Со сензибилизација на граѓаните, со понуда на реализација на инфраструктурни проекти, со транспарентност на општината кон граѓаните, преку која ќе создадеме верба на граѓаните дека општината е за да ги реши нивните проблеми. За да ги реши нивните проблеми, требаат финансиски средства. Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски истакна дека општините се доведени на ниско финансиско ниво поради ниското ниво на фискална децентрализација во државата. Или најголем дел од средствата кои што се трошат во нашата држава се трансферираат во средства на централно ниво на власт, додека на општините им остануваат елементарните или основните приходи, тоа се даноците кои што ги плаќаат граѓаните по основ на данок на имот и други даноци поврзани со данок на имот. На јавната дебата беше посочено дека нашата држава во регионот е дефинирана како држава со најниска стапка на даночен имот.